Распаднати душеци, скинати кебиња, пренатрупаност во келиите, негрижа за здравјето на затворениците, рекетирање и корупција во македонските затвори. Со години сликата е ваква, а за тоа алармираа и меѓународните институции и народниот правобранител. Алфа пренесуваше и сведоштва на затворени лица за нехуманите услови и притисоците во затворите. Новото раководство најавува радикални промени кои треба да стават ред, но и ќе значат похумани услови за затворениците. Се најавува нов објект, затворско оделение за мажи, ново притворско оделение и нови објекти за кујна и перална. Директорот на управата за извршување на санкции Пандов откри дека наскоро осумничените нема да мораат да се спроведуваат до судот, туку судница ќе има во склоп на затворот. Идејата е кога ќе се заврши, и јас сега интензивно работам на тоа да се рестартува проектот околу повторно втората фаза да се заврши во Идризово. Прво приоритет ќе ставам на тоа да се изгради притворското оделение и притвор веќе да не биде затворот шутка, него притворот, секој притворено лице да биде во Идризово, тука е судницата, што се вика затворски полицаец, двајца затворски полицајци може да го земат тоа осумничено лице и да го однесат во така се следува и токму пари. Во Македонија има случаи во затвор во една килија да се сместени околу 20 на затвореници. Голем проблем е токму пренатрупаноста, за која Пандов најавува дека ќе се решава со куќен затвор. Електричните алки по 10 години конечно ќе бидат ставени во употреба. Алката која во себе има GPS предавател, заедно со друга опрема и пробациската служба треба да гарантираат дека осуденото лице не го напушта домот и дека алката постојано е на него. Иако законот за пробација во сила од 2016 и уште пред 4 години се набавени 400 алки, сепак досега искористени се само во 6 случаи. Дека ќе го спроведеме тоа, ни еден граѓанин да нема дилема. Јас сум оптимист дека за некои 2 месеци тие веќе ќе бидат во функција. Тоа се алки кои што се ставаат на нога, се има уште еден апарат кој што има GPS картичка и има параметар 20-30 метри. Се остава тој апарат кај вас дома, вие во тој периметар од 20-30, веќе 30 метри некај, ама не е токав, помале, можете да се движите. Ако излезете од тој параметар, праќа сигнал, самиот уред праќа сигнал до управата за извршување санкции. Инаку со грант од 40 милиони европски пари кои владеачкиот двоец СДСМ и ДУИ ги наследи од претходната власт, се изградија полуотвореното и отвореното оделение во Идризово. Комитетот за превенција од тортура и нехуман третман на Советот на Европа во извештај за 2023 нотира дека состојбите во Идризово воопшто не се променети од 2019 и 2020, како и претходните години, така и ланската. Нагласени се физичкото злоставување од страна на персоналот и пролонгираната изолација на проблематичните затвореници. Тука не изостанува ниту високото ниво на насилство меѓу затворениците и нехигиенските и небезбедните услови. Дополнително, распространетата корупција на персоналот го поткопуваат исправното функционирање на затворот и тоа резултира најобесправените затвореници да бидат држани во најлоши услови. Се нотира дека здравствената заштита во затворите и натаму е неадекватна, има недоволно персонал, слаба медицинска заштита и несоодветно менаџирање на затворениците зависници.